Во студиото со вас, Деспина Тодоровска. Добар ден и ви благодарам за вниманието. Марко Бислимовски поднес оставка од функцијата председател на Регулаторната комисија за енергетика, потврдија за сител од институцијата. Во писмото што тој го испратил до собранието не се наведени причините за оставката, а тој од утрово не одговара ниту на телефонските повици. Минатиот месец Бислимовски доби кривична пријава од финансиската полиција. Го сомничат дека ја злоупотребил функцијата и спречил навремено да ја биде одземена лиценцата на компанијата за трговија со нафта на Љупчо Пецов викан Ѓаволот, иако фирмата не ги исполнувала условите за работа. Вториот 5-годишен мандат на Бислимовски требаше да заврши во јуни 2028 година. Сојузот на синдикати денеска ја блокира зградата на Стопанската комора. Синдикатот не се откажува од барањето за минималец од 600 евра и зголемување на сите останати плати за 6000 денари. Даниел Василев го следи протестот, го имаме во живо во овие вести. Даниел, блокадите почнуваат во овој момент, имаме ли некакви пораки за сега? Добар ден, Деспина, пред само неколку минути синдикалците од Сојузот на синдикати на Македонија дојдоа пред зградата во која што се наоѓаат просториите на Стопанската комора на Македонија. Во овој момент се уште ги немаме пораките од синдикалците со оглед на тоа што туку почна оваа блокада. Тука меѓутоа барањата на синдикатот се веќе познати. Тие бараат минималната плата да се зголеми на 600 евра, а линеарно да се покачат сите плати за уште 100 евра. Ова барање од пред некое време, практично Сојузот на синдикати на Македонија одржа еден голем протест, пошто најавија блокади. Првата блокада беше во вторникот пред собранието, денеска тие се пред Стопанската комора, а според најавите од ССМ и на 17 февруари блокадите ќе продолжат тогаш пред владата, пошто оттаму најавуваат и уште еден голем протест на кој ќе бидат организирани и сите синдикалци и работници од градовите од внатрешноста на државата, а доколку ниту тоа не вроди со плод, најавите од ССМ се дека Сојузот на синдикати на Македонија би можел да прогласи генерален штрајк како во јавниот, така и во приватниот сектор. Пораките од ССМ ќе ги имаме, претпоставувам, во следното информативно издание, меѓутоа претходно одговарајќи на новинарско прашање, премиерот Христијан Мицкоски рече дека јавноста во наредниот период кој што следи ќе дознаем за политичките врски помеѓу дел од синдикалците и други опозицијски политички партии. Во продолжение предлагам да погледнеме дел од неговата изјава која што тој ја даде денеска во ВЛАЕ. Стратегијата има политичка позадина. Денојаве ќе видите кои се луѓето кои што протестираат и на кои политички партии припаѓаат еден по еден. И ќе стане јасно на македонската јавност дека улиците и булеварите практично се блокирани во овие денови од страна на луѓе кои што се партиски истакнати активисти, членови на Конгрес на политички партии, општински организации и така натаму. Мислам дека им е неуспешна стратегијата и нема да успеат. Барањата се во рамките на институциите, затоа постои економско-социјален совет, затоа постои бипартитен диалог, затоа постојат разговори. Ние, како што кажавме, сме подготвени истечениот од важност општ колективен договор да го преговараме, да седнеме, да разговараме и да постигнеме конечно решение. Ова што денеска представува има политичка позадина, инструирано и мотивирано и инспирирано од страна на опозицијата, а Слободан Трендафилов е само прокси, а тоа ќе го видат и граѓаните од она кое што ние го поседуваме, а мислам дека заслужува јавноста да види кои се лицата кои што блокираат и каква врска имаат тие со политичките партии од опозицијата. Така е, тоа беа пораките кои што денеска ги испрати премиерот Христијан Мицкоски. Јас останувам тука пред Стопанската комора за да го проследам протестот на Сојузот на синдикати на Македонија, а како што кажав и претходно, пораките ќе ги слушнеме во следното информативно издание. Даниел, јас ти благодарам за овие информации. Остануваш да го проследиш денешниот протест, многу повеќе пренесуваме и во вестите во 16 часот. Премиерот Мицкоски без конкретни информации кој ќе биде опфатен со најавената владена реконструкција. По информациите кои ги споделика сами, дека меѓу првите разрешени ќе биде министерот за правда, Мицкоски вели дека тој е мандатар кој ги носи конечните одлуки. Сличен став денеска има и министерот Филков.
Едните од лидерите на ДНБ Билјат Гасани вчера во телевизија 21 каже дека министерот за правда Игор Филков може да биде опфатен со реконструкцијата на влада. Дали ова е можно? Па не знам, тоа можеби треба да го прашате господин Било Касани. Исто Беса вечерва има партиски состанок од кој неофицијално дознаваме дека ќе барат Фатмир Лимани веќе да не биде министер од нивните редови. Дали имате ваква информација и дали би прифатите? Не, јас немам ваква информација. Јас сум задоволен со работењето на господинот Фатмир Лимани. И мислам дека е додадена вредност во Министерството за социјална политика, демографија и млади. Јас сум мандатар на владата и јас ја составам владата. Ако некој тоа го заборавил, еве да го потсетам. Видете, која ќе биде Билјат Гасани премиер, тогаш веројатно ќе кажува кој ќе биде министер, а кој не. А до тогаш владењето на правото, односно почитувањето на уставот и законите ќе важат за сите. Во Србија доцна синоќа е приведен 18-годишниот Саид Сеитов, кој на почетокот на јануари прегази жена во Скопски Капиштец и избега од државата. На Сеитов му е одреден екстрадицијски притвор и следува постапка помеѓу Министерствата за правда на двете држави за негово екстрадирање во Македонија, информираат утрово од Министерството за внатрешни работи. Вчера од страна на надлежните служби во Србија известени сме дека во Белград е лишен од слобода Саид Сеитов од Скопје, кој се бара со меѓународна потерница распишана од македонското МВР под сомнение за извршени тешки кривични дела против безбедноста на луѓето и имотот во сообраќајот и неукажување на помош на лице повредено во сообраќајна незгода за кривично правен настан кој се случи во Скопје на 9 јануари оваа година. На Сеитов му е одреден екстрадицијски притвор и следува постапка помеѓу Министерствата за правда на двете држави со цел негово екстрадирање во Македонија. Оја Скопје утрово поднесе обвинение против 3 лица и една фирма за пожарот во Визбегово во јули минатата година. Со истрагата обвинителите утврдиле дека обвинетите незаконски оставале, собирале и управувале со опасен отпад на катастарска парцела во Визбегово, на која за тоа немале соодветна дозвола од Министерството за животна средина и просторно планирање. На 9 јули на локацијата избувнал пожар кој поради обемот и опасноста не можел да се стави под контрола, при што согорел дел од непрописно складираниот отпад. Крајната последица од незаконските действија на обвинетите е и предизвиканата потенцијална опасност за животот и здравјето на луѓето. Обвинетите ќе се гонат за загрозување на животната средина и природа со отпад, информираат од Ојо Скопје. А се уште во тека и акцијата во која се запленуваат над 40 тони марихуана. Премиерот Мицкоски вели дека заплената може да достигне и до 100 тони марихуана, а дел од лицата кои се вмешани се веќе приведени. Правни субјекти се под постојан надзор. Не случајно кажав дека неколку десетици тони ќе бидат откриени, не случајно кажав дека можно и до 100 тона да дојдеме, но се разбира сега не е моментот кога тоа би го соопштувало и споделало со јавност. Оние битанги кои што се занимаваат со овие незаконити дејанија, најголемиот дел се во затвор позади решетки. Има уште некои кои што периодот кој што следи ќе се најдат таму, така што јас кажав во една моја изјава дека мораме да покажеме и докажеме дека работата со криминалот е неисплатлива професија и жестоко ќе биде санкционирана и тоа нема да има пардон додека јас ја предводам владата. СДСМ пак и денеска бара одговори како 5 тони дрога поминале низ македонските граници. 12 дена нема одговор на едноставно прашање. Како 5 тони дрога, вредни околу 40 милиони евра, ја поминале македонската граница и завршиле во Србија. Кој ќе одговара? Наместо одговори, власта прави дефокус и шири медиумска магла. Премиерот Мицкоски исто така не одговара на прашањата. Се прави дека ништо не знае, но лицитира по медиумите. 25 тони, 40 тони, а сега најавува и 100 тони запленет канабис. СДСМ нема да дозволи овој случај да се заташка, сите ќе одговараат, стои во писменото соопштение ова утро испратено од опозицијската партија.
Новоизбраниот член на Судскиот совет Садоло Изари утрово даде свечена изјава во собранието и ја превзема функцијата. Вети дека ќе работи во интерес на граѓаните и враќање на довербата во судскиот систем. Првиот човек на советот пак се надева дека собранието наскоро ќе избере уште еден член за Судскиот совет да почне да работи во комплетен состав. Очекувањата на судиите се исти како и очекувањата на граѓаните кон Судскиот совет, а тоа да имаме поефикасно и независно судство. Нашата заедничка цел на Судскиот совет, заедно со другите колеги, ќе настоиме да ги подобриме состојбите во судството и да го подигнеме нивото на довербата на граѓаните кон судството. И тоа е нашата цел. Не сме комплетирани целосно, ни фали уште еден член кој што треба да дојде од редовите, односно да биде избран од собранието. Во очекување сме на тој член и се надевам дека и сега ние функционираме, меѓутоа кога ќе бидеме во полн состав дека ќе можеме уште подобро да функционираме. Во поглед на реформските агенди, мислам дека Судскиот совет предничи од сите институции. Тоа што било како обврска е веќе направено од наша страна и се надеваме дека ќе успееме не само ние и целава држава да се придвижи кон тие процеси. Сите забелешки на јавноста во однос на Законот за високо образование ќе бидат земени во предвид, бидејќи законот се уште не е конечен, вели министерката за образование. Јаневска не ја исклучи можност овој текст да претрпи одредени измени. Законот е поставен на ЕНЕР, ќе стои подолго таму, всушност во законскиот рок и сите коментари што ќе бидат официјално доставени, ќе бидат разгледани, се што е прифатливо за во законот ќе биде прифатено. Она што сметаме дека не може да се прифати, ќе го продискутираме уште еднаш и на крај ќе донесеме решение. Директорот на јавното предпријатие Водовод Струга поднесе оставка откако водата во градот повеќе денови е небезбедна за пиење. Јусуфовски вели дека состојбата е алармантна, а за овој еколошки инцидент се информирани сите надлежни институции. Нина Ритоновска со деталите. Водата од Струшкиот водовод веќе неколку дена небезбедна за пиење. Стружани мака мачат, водата не смеат да употребуваат за пиење, приготување на храна, ниту за одржување на лична хигиена. Од чешмите им тече матна и нечиста вода, па принудени се да купуваат, поради енормно зголемена заматеност на изворот шум, како и на сите мерни места низ градот. Ние полнеме изворска од извори, од поморовишта Драслајца. Знам дека е некоја загадена таа вода, не знам ништо друго. Да, не е за пиење, многу е валкана. Не е ни добро да немат вода. Треба да има чиста вода во Струга. Купечка вода и со вода од Подраслајца, од поизвориве. Павам флаширани вода. Директорот на јавното предпријатие Водовод Струга Јусуфовски истакна дека ситуацијата е алармантна, ги информирал сите надлежни институции и си поднесе оставка. Дадов писмено барање до инспекторатот за животна средина во општина да изиде на терен, да ја утврдиме фактите состојба што настанува замутувањето на водава. Јас сум во фирмава 42 години, значи не се памтува да имало вакво замртнување на водава. Ова била бистра вода, чиста, солза вода била. Додека не ми дојде мене известување од јавно здравство, ја нема право да ја пуша вода. Ова беше забраната по моја одлука, по моје ведување, од човечки аспект гледано. Значи алармирав, во истиот момент рекол што сака со мене каде си. Од гледајќи овај аспект, му се заблагодарува на градоначалникот Медицура за укажаната доверба и во истиот момент ја давам оставка. Портпаролот на СВР Охрид Димовски вели дека во содейство со повеќе надлежни институции преземаат мерки со цел откривање на причините за загаденоста на водата и откривање на сторителите на кривичните дела. По завршување на сите мерки и активности, ова Струга до надлежното јавно обвинителство ќе достави соодветен поднесок. Инаку проблемот со водата за пиење во Струга се провлекува години наназад, зашто граѓаните повеќе пати организира и протести. Нина Ритоновска, Сител телевизија.